Востанувувањето на меѓуопштинското фудбалско надпреварување ги израдува спортистите и ентузијастите. Крива Паланка и регионот можат да се пофалат со лига и со верни следбеници на оваа најважна споредна работа на светот, додека навигачите успеа да ја задоволат својата жет за планетарно најпопуларната игра. Претходната година беа одиграни 6 интересни рунди од втората надпреварувачка кампања во меѓуопштинската лига, која овој пат ја сочинија 7 тима, 5 од Крива Паланка и 2 од соседната општина Кратово. Требаше да се одигра уште едно коло, меѓутоа поради студеното време со дуелите од седмата рунда ќе тргне вториот дел од надпреварувањето на 15 март. Поради ова делот составите веќе стартуваа и со подготовките, а како и досега најпосветени и најупорни се најмладите, локалните фудбалски надежи од клубот Премиер, со кои што се дружевме на тренинг. Поголемиот дел од нив се млади средношколци од нашата гимназија и некако успеваат да ги ускладат обврските на двете места. Првиот човек на клубот, Бранко Величковски, досегашниот настав во лигата го оценува како многу успешен. Со оглед на фактот што иако со помало искуство, неговиот тим есенскиот дел го финишираше на првото место во поредокот. Досега Премиер триумфираше 3 пати, во 2 наврата ремизираше и во едно коло беше слободен. Освои вкупно 11 бодови, со 19 постигнати и 3 примени голови. Со Величковски, меѓу другото, поразговаравме и за очекувањата сезонава, а тој ги најави двојките за престојните викенд фудбалски надпревари. Првиот викенд ќе биде тоа одложеното коло во кое играат Руен Премиер, Медицинар Кратово и Осогово и Конопница. Тренизите на фудбалскиот клуб Премиер почна од негде 15 февруари и се работеше на кондиционен план повеќе. Веќе сега почнува да работат и со топка, зашто следува почеток на пролетниот дел од сезоната во кој прво треба да се одигра едно коло од есенскиот дел што поради време беше одложено, а потоа продолжува пролетниот дел на сезоната. Вие добро се представивте во првата полусезона, на првата позиција сте, конкурент ви е друга наша екипа локално овде, меѓутоа какви се вашите очекувања? Па ќе биде интересна пролет, бодовно сите се блиску еден до друг со 1-2 бода разлика, со што оваа сезона и првите две екипи од општинската лига играат бараж со Куманово и Скопје, со што ќе се направи една група од 8 до 10 екипи, мини лига на испаѓање ќе биде баражот и ќе само две влегуваат во третата лига. Презадоволен од формата, од тоа како минуваат подготовките и од вкупната атмосфера во составот, е и фудбалерот Емил Трајчевски. Вели овој пат целта е собирање искуство, преостанатото е бонус. Младите кривопаланчани можат да се пофалат со талент и амбиции, додека ефектот досега е одличен. Подготовките многу добро се движат. Секако сите доаѓаме редовно на тренинзи и очекуваме да биде многу добра сезоната, да покажеме добри резултати пред се како екипа, како млади играчи на овој клуб. Се надеваме дека ќе успееме нешто и понатаму. Ние сме први на табелата, секако и сакаме да ја зачуваме предноста. Сакаме да бидеме како што треба, да бидеме први, да влеземе во трета лига во тој регион што бараж што ќе се игра. Сите очекуваме добри резултати како и од управата и така од играчите. Сакам да упатам апел до сите граѓани и сите што го сакат спортот, посебно фудбалот, од 15 март да дојдат да видат колку се квалитетите на сите играчи, на сите екипи и самиот квалитет ќе се каже своето. Сигурно подеднакво мотивирани влегуваат во втората полусезона и малку поискусните сограѓани и колеги на фудбалерите од Премиер, членовите на Осогово, Руен, Конопница и на Медицинар. Иако пред се ентузијасти, се надеваат дека ќе го подобрат својот пласман на табелата. Конопница е на втората позиција само поради гол разликата, со 3 победи и реми. Следува Кратово со 3 успеха и по 1 реми и пораз. Силтекс е со 2 победи, 3 порази и 1 реми, додека Осогово, Руен и Медицинар ќе треба да го поправат впечатокот. Осогово е со 2 триумфа, реми и 3 порази, Руен оствари по 1 победа и реми. 3 пати му честиташе на ривалот, додека Фенерџијата се надева за прво славие со 3 порази и со 1 нерешен двобој. Величковски ги спомена на преварите од седмата рунда, ке настапат Руен Премиер, Осогово, Конопница и Кратово Медицинар, додека Силтекс е слободен. Вие можете да уживате во дуелите, секако и да ги поддржите нашите тимови, доколку се прошетате до локалното фудбалско игралиште во деновите за одмор или фудбалските остварувања во меѓуопштинската лига, следете ги на Златен канал.